Председателя, почитувани представници, председателка и член на Државната комисија за спречување на корупција, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Јас накратко само сакам на неколку работи да се осврнам. Прво на структурата на извештајот. Сметам дека е солидно направен, бидејќи ги опфаќа сите надлежности на комисијата, од законска рамка, национална стратегија за спречување на корупција, па се до постапување по одредени сомнежи за корупција, следење на законитост на финансирање на политички партии, имотна состојба, регистар на избрани именувани лица и така натаму. При што сакам да се задржам на оној дел што според мене е актуелен и денес, но и за жал и долги години наназад, а тоа е делот каде што антикорупцијската комисија се осврнува на политичките критериуми, на реформата на јавната администрација, на правосудниот систем и на превенцијата и борбата против корупцијата. Ќе наведам само неколку поенти од овој извештај, каде што пишува за правосудниот систем дека не е постигнат напредок во однос на судството. Судскиот совет треба да се заложи за заштита на интегритетот и на независноста на судиите и на институциите и да се спротивстави на надворешно влијание. А по однос на превенцијата и борбата против корупцијата, дека подготвеноста на земјата е помеѓу одредено и умерено ниво, не е постигнат напредок, корупцијата останува распространета во многу области и представува предмет на загриженост, и ова се поклопува всушност со извештајот на Европската комисија, кој што исто бил предмет на обработка и дел од содржината која што се анализира во составот на овој извештај. И она што го спомна сега председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, ќе парафразирам во дел од незиното излагање. Таа напомена дека постојат се уште сериозни ризици во правосудниот систем по однос на капацитетот за борба против корупција. И втората поента што исто така ја забележав, дека приоритет на антикорупцијската комисија ќе биде да се зајакне интегритетот на главните актери во правосудниот систем по однос на борбата против корупцијата. Според она што го прочитав од извештајот, јас можам во моје лично име да говорам, другите членови на комисијата ќе си одлучат самостојно. Сметам дека овој извештај заслужува да биде изгласан, да биде прифатен, но главната задача на собранието, па и главната задача на антикорупцијската комисија не е само да се подготват извештаи и тие извештаи да ги прифати собранието. Тоа е можеби битен дел во кариката на отчетност за работата на антикорупцијската комисија, но суштинската задача е колку од тоа што е наведено во извештаите ќе биде спроведено од останатите институции и согласно спроведеното колку следната година во извештајот на антикорупцијската комисија, па и во перцепцијата на јавноста ќе забележиме дека сме постигнале одреден напредок во овој сегмент. И сега ќе се префрлам на едно актуелно прашање, бидејќи ги напоменав овде заклучоците на председателката на антикорупцијската, сериозни ризици во правосудниот систем, и би го споменал тука Републичкиот судски совет, кој што е, за жал, многу често актуелен по негативни случувања. Во текот на изборите имавме една постапка која што беше покрената од еден од кандидатите за избор на председател на Република Македонија, во која што иницијатива беше споменато дека Академијата за суди и јавни обвинители го прекршува членот 8а од изборниот законник, односно спроведува постапка за засновање на работен однос, слушатели во Академијата, и наводите беа, аргументите беа дека таквото спроведување на постапката е спротивно на членот 8а и го нарушува изборниот законник и истата треба да биде сопрена. Од страна на Академијата, директорката Габер и другите раководни органи имаше друго тврдење, дека тие не го прекршуваат законот и дека постапуваат согласно нивните надлежности. Работата стигна пред
Управниот суд и Висшиот управен суд, и имаме две пресуди во кои што е судски потврдено дека Академијата за суди и јавни обвинители и раководните органи на оваа академија го прекршиле членот 8а од изборниот законник. Согласно овие пресуди, Државната комисија за спречување на корупција има должност и постапила по таа обврска да побара од соодветните органи кои што го прекршиле изборниот законник да побара одговорност, покренување на постапка за одговорност која што треба самостојно органите да ја спроведат оваа постапка. Во управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители најмногу членуваат судии. Има, се разбере, од други органи, членуваат и обвинители, членуваат и лица кои што се номинирани од Министерот за правда, но најголемиот дел на представниците се актуелни судии со многу високи позиции. И председателот на управниот одбор е исто така и судија, мислам и дека е председател на одреден апелационен суд. Согласно тоа, Антикорупцијската комисија поднесува барање до Судскиот совет на Македонија и бара од нив да утврди одговорност за незаконитото постапување на органите на Академијата за суди и јавни обвинители, вклучително и судиите кои што се членови во управниот одбор на оваа академија. И кога сите очекувавме дека Републичкиот судски совет научил многу лекции од нивното несоодветно поведение во изминатите 2-3 години и со самото, да речам, менување на расположението и во јавноста и во политичкиот дел да се води по-сериозна, по-транспарентна и по-решителна борба против корупцијата, па и во правосудството и кај самите судии во Републичкиот судски совет, и очекувавме РСС да постапи според оваа иницијатива и да поведе во најмала рака постапка за утврдување на одговорноста, не затоа што еден или друг кандидат иницирал предмет за прекршување на изборниот законник, туку затоа што два управни судови, Основниот и Висшиот управен суд, пресудиле дека има прекршување на членот 8а од изборниот законник, а тоа прекршување алудира на незаконито поведение од страна на управниот одбор, односно членовите на управниот одбор, меѓу кои голем број се суди, и да направи постапка за нивно санкционирање. За жал, ние што видовме? Ние видовме во еден, да речам, паушално соопштение од страна на Судскиот совет. Имаме една изјава каде што вика Судскиот совет ја отфрли иницијативата од ДКСК за утврдување на одговорноста на членови на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители. И тоа да биде иронијата поголема, нема ниту аргументација суштинска, туку констатираа дека е отфрлена оваа иницијатива затоа што истата е оценили како ненавремено доставена. Прво би сакал да напоменам дека Судскиот совет не мора ни да чека одредени иницијативи. Кога се работи за незаконити постапки на судии, Судскиот совет може самостојно да покрене постапка и да донесе одредена одлука, дисциплинска или друга за некој судија. И не знам што треба повеќе од две пресуди, едната на управен суд, другата на Виш управен суд, каде што се констатира прекршување на изборниот законник член 8а. Втора работа што сакам да ја напоменам, исто во овој дел, која што очигледно Републичкиот судски совет ја пренебрегнува, е членот 178 од изборниот законник, каде што пишува за спречување на изборите и гласањето, за други незаконити дела поврзани со изборите, меѓу кои и за постапување спротивно на членот 8а од изборниот законник, сторителот ќе се казни според одредбите на кривичниот законник. И пишува за кривичните дела од ставот 1 на овој член, постапката е итна. Значи, не само што треба да има одговорност кај судиите кои што се членови на управниот одбор на Академијата за судии, туку постои основа и за кривично постапување за нивното прекршување на членот 8а од изборниот законник, нормално со пресумпција на невиност во еден таков процес секој ќе си докаже дали имало или немало такво постапување, но Висшиот управен суд тоа го потврдил. И за да биде сега
ситуацијата малку појасна, би сакал да се осврнам и на тоа кој е известител по однос на овој предмет, на оваа иницијатива, поднесена од Антикорупцијската комисија до Републичкиот судски совет. Известител на овој предмет е членот на Судскиот совет Тања Чачорова Илиевска. Може би на некој името нешто му значи, може би на некого не му значи, но во секој случај сметам дека незината биографија доволно кажува зошто таа постапува на ваков начин. Имено се работи за член на Судскиот совет, кој што од 2017 година од август до крајот на 2020 година е посебен советник на познатиот реформатор и нобеловец во правосудниот систем Зоран Заев како претседател тогаше на владата, посебен советник за правда во канцеларијата на премиерот. Предходно, исто и тоа треба да се напомене, веројатно како заслуга или награда, истата беше именувана и како владин представник во одборот на Телеком, управен одбор кој што има многу високи паушали на местото на господинот Драги Рашковски, кога истиот стана генерален секретар на премиерот Заев. Друго што сакам да напоменам и мислам дека е важно, не го пишува во биографијата на страницата на Републичкиот судски совет, може би го заборавила, може би намерно го избегнала, но господјата Тања Чачорова Илиевска беше председател на правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз во време кога Заев беше председател на оваа политичка партија. И сметам дека не се работи за експерт, туку дека се работи за партиски профилирана личност, која што за жал, освен партиската определба, нема ниту доволен правен капацитет за да може да се носи со обврските како член во Републичкиот судски совет. И бидејќи деновиве ние имавме дискусија во јавноста на таа тема, дали треба да има колективна или индивидуална одговорност за одредени постапувања или погрешни постапувања во правосудните тела, како што е Судскиот совет, сметам дека тие кои што сметаат дека не треба да има колективна одговорност, треба да има индивидуална и поединечна, веќе имаме едно име и презиме. Господјата Тања Чачорова Илиевска е име и презиме кое што треба да се сноси индивидуална одговорност за непостапување по иницијатива на Антикорупцијската комисија и со тоа непостапување намерно, свесно или несвесно, ги штити оние членови на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители кои што го прекршиле, барем според одлуката на Висшиот управен суд, изборниот законник за време на изборниот процес. Другата работа која што исто така сметам дека би била соодветна да се направи во вакви случаи, оние кои што се застапници на индивидуалната поединечна одговорност би требало сега да ја повикаат господјата Татјана Чачорова Илиевска да си поднесе оставка од местото член на Републичкиот судски совет, бидејќи нези очигледно дека и се поблиски и подраги незините колеги или судиите кои што членуваат во Академијата за суди и јавни обвинители, отколку што и се битни законските одредби. И третата работа зашто сметам дека ваквите личности не треба да членуваат во вакви високи институции и се уште еден аргумент повеќе зашто е неопходна брза и решителна реформа на телата како што е Републичкиот судски совет, за да може и Антикорупцијската комисија и други институции, па и самиот судски систем да верува во авторитети кои што постапуваат според законот, е тоа што оваа господја која што работела како адвокат и најголемиот дострел е што била правен советник за правни работи на премиерот, поранешниот премиер Заев, не ги чита ниту начелните правни мислења на Врховниот суд, што е незина задача, бидејќи начелните правни мислења на Врховниот суд се дел од правниот поредок од позитивните законски прописи. Во мислењето на Врховниот суд на Македонија од 24 ноември 2023 година
Има едно начелно правно мислење за кое што се расправа по однос на военачување и примена на законите и по аналогија истото е применливо во овој случај со наводното ненавремено доставување на иницијатива, кое што според мене е сосем навремено, најве дури ако се земе за точно ова манипулативно тврдење на господјата Чачорова и Илиевска од РСС, имаме начелно правно мислење кое што неа и членовите на РСС ги обврзува да постапат по оваа иницијатива. Имено, пишува рокот од 30 дена за поднесување на барање за поведување на постапка, предвидено во членот 83 став 4 од Законот за прекршоци, е инструктивен рок, а не е преклузивен рок. Тоа значи дека овој рок е даден како напатствие, како совет за тој кој што поднесува иницијатива, да го запази тој рок, да поднесе побрзо иницијатива, за да може побрзо и поефикасно да се постапи по истата. Но тоа не значи дека таа иницијатива не може да се поднесе 1, 2, 5 или 10 дена после овој рок. Тоа значи инструктивен рок е оној кој што ти дава одредена смерница во временски рамки, кога треба да поднесеш иницијатива, но не ја прави постапката невалидна ако се закасни во поднесувањето на одредена иницијатива, бидејќи е побитно што е суштината на таа иницијатива, отколку овој инструктивен рок кој што е даден во законот. Ова го има донесено ова начелно правно мислење, Врховниот суд го има донесено и го имаат нормално објавено како орган кој што е заложен да објавува начелните правни мислења, е јавно достапен документ. И овој јавно достапен документ, начелно правно мислење, кој што станува дел од правниот поредок со неговото објавување, би требало секој член на Републичкиот судски совет да го има како дел од своите лекции, од своите правни, би рекол, азбуки, кои што треба да бидат применувани од нивна страна по однос на законот. И затоа сметам дека разгледувањето на овој извештај на ДКСК од страна на Собранието е една тема која што е наша одговорност и ние таа одговорност ја исполниме. Ќе го разгледаме извештајот и ќе ги дадеме нашите критики, пофалби, забелешки, сугестии, што и да е потребно, она што сметаме дека може да биде подобрување во работата на антикорупцијската комисија. Но се поставува прашањето што после поминувањето на ваквиот извештај. Ќе помине извештајот, ќе го изгласаме, во него има многу заклучоци, на крајот имаме актуелен случај каде што Републичкиот судски совет не постапува денес во реално време, ви зборам за овие денови, не постапува по иницијатива за одговорност на суди и членови на Академијата за суди и јавни обвинители, за која што не е предвидено само дисциплинска, туку е предвидена и кривична постапка доколку се утврди таква основа, а истото го имаме не како тврдење на антикорупцијски или на некој пратеник или на некој новинар, туку истото го имаме како пресуда од два управни суда која што е потврдена дека постои прекршување на членот 8а од Изборниот законник. Затоа сакам да апелирам ние како пратеници и во денешната расправа, но и во следниот период да го засилиме притисокот, да го употребиме и ова како дополнителен аргумент за да се засили притисокот за нужната реформа во Републичкиот судски совет. Без целосна, темелна реформа во Судскиот совет на Македонија, ние може секој 3 месеци да разгледуваме извештаи на антикорупцијската комисија и нема да го постигнеме посакуваниот ефект доколку овие персонални решенија, кои што викаме дека треба да има индивидуална одговорност, ако советничката на зајав за правни работи Чачорова и Илиевска и во следниот период дава вакви соопштенија дека нема случај таму каде што има случај и не одговара со аргументи, односно манипулира со ненавремено поднесување на одредена иницијатива, таа само ќе ги дерогира напорите и на Собранието, и на антикорупцијската, и на обвинителството, и некои да се други установи за постапување по одредени предмети, каде што имаме судски документирани и потврдени одлуки дека се прекршени битни закони од страна на судиите на кои што цела јавност треба да им верува дека постапуваат законито. Затоа уште еднаш ќе го кажам моето мислење и мојот заклучок и тука ќе завршам по однос на
структурата и извештајот на ДКСК за работата за 2023 година. Ценам дека истиот е солидно направен и има сериозни заклучоци кои што можат да послужат на многу институции како упатство за постапување, за да се постигне подобар резултат во борбата против корупцијата, но во однос на непостапувањето од страна на Републичкиот судски совет, тоа е тотално разочарување и не само како колективен орган, туку и како персонални решенија. Споменатата Чачорова и Илиевска би требало да си поднесе оставка, а тоа да биде еден чекор кон можната и потребна реформа која што Собранието и сите други институции треба да ја направат со РСС, бидејќи со ваков состав на Републичкиот судски совет не верувам дека може да се постигне со истите луѓе да се постигнат различни или подобри резултати во борбата против корупцијата или во борбата за подобрување на интегритетот на судиите кои што постапуваат по одредени предмети. Ако можеле судии кои што се членови на Академијата за суди и јавни обвинители на управниот одбор да прекршат изборен законник, тогаш што очекуваме од другите, би рекол, структури во правосудниот систем, како да имаат разбирање или како да имаат авторитет или углед, како да го црпат тој авторитет или углед од Републичкиот судски совет, ако на ваков начин се дерогира една очигледна судски потврдена иницијатива за прекршување на изборниот законник. Тука би завршил и би сакал уште еднаш да се заблагодарам за излагањето и за вашето внимание. Благодарам.